Мечката, волкот и лисицата паѓаат в јама. Минале многу денови, на гранките созреле јаболката, злато опашестите верверици почнале да готват зимовиште, на високата топола веќе пожолтеле 9 лисија, штрковите збунето погледнувале кон далечните планински магли, но сонцето уште греело, љубопитно очекувајќи да го види ослободувањето на Славејот. Еден таков ден, шекерното дете стазало повторпат во шумата во која некогаш сите пееле. Го виделе трите тешко капи пејчурки и им дошло да рипнат од радост, но нивните корења биле в земја и затоа не рипнале, само се занишале. Здраво, 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 го поздравиле печурките шекерното дете. Ние знаевме дека пак ќе ни дојдеш. Веднаш околу шекерното дете се собрале сите жители на шумата. Па, прашало Еленчето. Вистина, па, прашала Желката. Па, прашале зајакот, верверицата, ежот, полџавот. Детето се насмеало и рекло: па тоа, знам како ќе ги победиме планинските зверови и како ќе го ослободиме Славејот. Како? Прашале сите. Детето почнало се поред да им раскажува. На крај им кажало за Црна Шубара и за тоа како тој ќе ги фатал зверовите. А сега, драги пријатели, да почнеме со копање. Завршило шекерното дете. 77 фамилии мравки, нешто помалку кртови и нешто повеќе други жители од шумата, во која некогаш сите пееле, почнале да копаат. Копале и дење и ноќе. По 3 дни ископале голема и длабока јама и ја покриле со гранчиња и земја. Потам испратиле кај зверовите в планина една стојка да им каже дека шумата во која некогаш сите пееле им објавува војна. Страшните арамии, мечката, волкот и лисицата живееле во нека влажна и темна пештера. Еден ден, туку што се разбудиле, слушнале некој шум и излегле од пештерата. Надвор, на високата сува круша, стоела сојката и важна мафтала со своите крила. Како ветар тебе те доведе овде? Зачудено замрморела лисицата, оближувајќи се и меркајќи ја со итрите очи сојката. Долетав да ви кажам нешто, рекла сојката, предпазливо стоејќи на највисоката гранка, и почнало да реди. Ние, жителите од шумата во која некогаш сите пееле, едногласно се сложуваме дека сте вие арамии, мрзеливци и плашливци. Освен тоа, зајакот вели дека може да ве измете со своето опавче. Кој, им светнале забите над зверовите. Зајакот, закрескала сојката. Хо, се насмеала мечката. Ха, се насмеал волкот. Хе, се насмеала лисицата, а сојката, како што ја научило шекерното дете, се повеќе ги навредувала и ги лутала. Смејте се, ама ако ни дојдете, ние ќе ви покажеме. Мечката замрморела, па да им слегнеме, инаку ми се јаде сладок плод, а не ќе е лошо да се најде и брбливиот зајак, рекол волкот. Лисицата им се придружила. Штом за вас ке има јадење, ке се најде нешто и за мене. Арамии, се огласила уште еднаш стојката. Мечката, волкот и лисицата веќе се спуштале по големите стрмни карпи. Кога дошле до шумата во која некогаш сите пееле, се зачудиле. На 21 чекор од нив стоел зајакот и јуначки мрдал со големите уши. Дури и се удирал в гради. Ве чекам да ви го почешам грбот. Нам ли да ни го почешаш грбот? Зарикале зверовите. Вама, арамии, рекол зајакот. На мечката ки ги стегнам ушите. На волкот и на лисицата ки им ги искувам опашките. Оваа навреда ги налутила зверовите и тие потрчале кон зајакот. Наеднаш, уште пред да стасаат до својот долгоушест пријател, дошле до јамата покриена со гранки и земја. Танките гранки крцнале, се скршиле. Планинските зверови в јамата паднале. Што е ова со нас? Прашала мечката. Паднавме в јама, одговорил волкот. И веќе неќе излеземе, се сетила лисицата.
а недалеко од јамата животинките се патиле во ров. Во својата голема радост, тие ќе играле 3 дни и 1 ноќ повеќе, но шекерното дете не ги оставило. Да одиме по славејот, рекло тоа. Славејот го нашле во пештерата.